Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, денеска е пред празненството да служиме на големиот празнен, што утре ке го славиме, воздвижение на светиот честен и животворен крст Господ. Утре служиме торжествена света литургија во чест на честниот и животворен крст. Сите вие кои што можете, кои што сте слободни или кои што не сте, но можете да се ослободите од работните обврски, ќе биде добро утре да дојдите да се собериме тука. Ама уште за време на утрената богослужба, бидејќи тогаш се случува самиот чин на воздвижение на честниот крст. Потресен чин. Тој го сршта од костите човекот да се потресе од живото присуство Божиот и да го доживее на некој начин или на секој на свој начин распнувањето на Христа Бого човекот, за живот на човекот и на светот. И така отрезен за себе си, за својот живот, за одговорноста што дарот на животот сам по себе го ја носи на носителот на тој голем, безцен дар, да му се вратиме на светов, со цврста решена да му се сораспнуваме на распнатиот Христос и секој своето распитие да го направи на крстот од својот живот, бидејќи крстот на нашиот живот е различен за секого и реципрочен. Тежината на тој крст е реципрочна со потенцијалните можности на личноста што го носи. Утре е голем ден. Господа ни ја даде таа способност да ја пробудиме свеста и совеста наша христијанска за големината на тој празник. Денеска Светата Црква Божја се спомнува и на една интересна личност од низината свештена историја од првиот век, една личност која што имаше можност со своите очи да го гледа Христа Господа и со своји очи да го слуша и на тој начин да стане сведок на неговиот богочовечки живот, иако личноста за која што станува збор не му припаѓаше на старозаветниот избран народ, стариот Израил, туку беше паганин а по професија офицер на римската империска војска во Палестина. Тоа е познатиот центурион Корнили, кој што учествуваше во чинот на распнување и убивање на Христа. Господа, исто така беше и сведок
na njegovo to sveto voskresenje, svedok napovedata na život nad smrt. I otkako sve to, a to go vide so svojite oči, i sekoj zbor što Hristos na krstot go kaža, go ču so svojite uši, i otkako go vide voskresenje to Hristovo, toj se otkaža od cite privilegiji što vojnata služba mu i davaše i od sve što imaš, od domot svoj, od bogatstwota svoje, od ženata svoja, od djecata svoji i trgna po Hrista Gospoda. Njegovo to žitije izboruva za to, deka sveti Kornilij, otkako trgnal po Hrista Gospoda, primil krštenje od rakata na sveti apostol Petar i propovedal vo neevrejska sredina i propovedal na svojite sokrvni braća, grčko-rimski te pagani. I njegova ta propoved bila neobično uspešna. Samo jedna njegova propoved poveke od 200 luge primile kršteva. Stanale hристияни. Но се разбира дека таквата мисија на Свети Корнилиј не останала неказнита, особено затоа што бил римјанин и до тогашен почитувач на римскиот пантеон, а со самото тоа се знае дека и почитувач на божественоста на римскиот император. Ова житие на светиот центурион Корнилиј целосно се сопаѓа со евангелската перикопа што денеска ја читавме, а е напишана од раката на светиот апостол Мати. Како, во што, во кои точки од кажувањето на евангелското читство наоѓаме допирни точки со житието на светиот Корнилиј. Денеска Христос на светите апостоли и не раскажа приказката за царот кој што прави свадба, па спремил богата свадбена трпеза и ги поканил сите негови блиски соработници. Но никој од поканитите не се одзва. Бидејќи се било подготвено за свадбен ручек, тој ги замолил своите слуги да отидат по крстосниците, по улиците, да сетите кого ќе го најдат да го поканат на свадба кај својот Господар. И така, некако свечената сала се исполнила со гости. И потоа царот лего, видел дека е свадбената трпеза полна, забележал еден меѓу поканитите, кој што бил несоодветно облечен. Не носел свадбено рубо, свадбено одело. И заповедил такиот да го отстранат и да го заточат.
se razbira, sekoja evangelska parabola izobiluje so mnoštvo na simbole. Nije voba kažuvanje za carod i narodo, za carod i predstavnicite na vlasta, go prepoznavame Boga i site njegovi sveti Boge, od nego izbrani i sprateni u ovoj svet, da ja svjedoča vistinata Božja, no od ovoj svet ne prepoznajeni kako svjedoci Gospodnji, odbijeni, isplukani, ismejani i neretko ubivani. Takvite primjeri se nebrojeno mnogo. Taka svetata crkva Božja rastela, se ukažuvala, go osvojuvala prostor na ovoj svet i v nadlešnite prostori na sveko čovek posle. No tije, što bile staveni na spisok i pokaneti, se ljudje što mu pripajat na stario Izrael, na izbranio narod Božji, koji što imajte považni raboti od rabotata da se spasat, odbivale, go odbile povikot na svoj Gospodar. Nekoj zaradi to što vrego brah, drug zato što kupio zemlja, treći zato što kupio stoka, no na svite se im bilo považno od prisustva na svadbeni, od pir vodomot na svoj Gospod. I potom Gospodar ispratio povek i slugi da kogo i da najdat po ulicite da go pokane. To se narodite, to se lugeto, ko što njemu pripada na starozavetni od izbran narod Boži. Eve je prva ta dopirna točka so žitijeto na sveti Kornilij centurion. To je ne bio Evrej i ne mu pripadao na stari Izrael. Bio Rimljanin, paganin, mnogo posvesen, mnogo pozreo duhovno od mnozina vo stario Izrael. To go pripadio povikot na svoj Gospodar, na jedni od trojica Bog. Indikativno je to što kraj od današnja evangelska perikopa završava so povikot, so zaključok od što Hristos im go dava na apostolite. Mnozina se veli povikani, malcina se izbrani. Tije malkominata izbrani ne može da bidac, da stana pričina za pravdanje na mnozinata povikanja. Zato što među povikanite vleguva site od majka rodeni ljudi. Od Adama do posljednjeg roda. Nema čovjek koji što može da kaže pa mene Gospod me zaboravi, ne me povika. Ama ne site se odziva na povik. Kako što se odzva današnji svetitelj Kornilij, stotnik. A gledajte se, Bog nikogo nego zaboravi. Site gi poviku. Ama ne seko, go prihvaća toj povik, vidiki celostno, 100% raspolaga so darot na ličnata sloboda. Ličnata sloboda je dar Boži i Gospod so ništo nego zagrozuva toj dar.
što mu go dao sekom. To što Bog ni go dava, nego zagruzува. To никога ще ни се заканува со можно одземање на тоа што ни е даде. Но се случува голема злоупотреба на добиените дарови од Бог. Најзлоупотребен дар што човекот од Бога го прими е дарот на слобода. На теренот од личната слобода, па и она колективната, сенародната, се случуваат невидени злоупотреби, ние сме сведоци на тие злоупотреби, напати или многу често и самите жртви на тие злоупотреби. Барем за тоа примери нема потреба да ви давам. Секој од нас да има пред себе како свое лично искуство, стекнато после секое насилство со кое што цивилниот свет, цивилното општество, цивилните идеологии и философии според човекот, а не според Бога, го вршат врз нас. Господ да ни напомни. Но гледајте се. Во времето на светиот Корнилий се живееше во заблудата дека само старозаветниот избран народ Божи може да биде спасен. И само луѓето од тој народ можат да влезат и да ја сочинат Светата Црква Божја. Примерот на стотникот Корнилий е извонреден демант на таа заблуда. Христос дојде и упати повик. Сетете се на денешната евангелска приказка. До сите народи, до сите луѓе да станат народ Божи. Фразата народ Божи е всушност второто име или името за истата света, една света соборна и апостолска црква Божја. Народот Божи е еден, но составен од неброено многу народи и племена. Во тоа едно. Специфичноста на секој народ посебно не се губи. Бидејќи Светата Црква Божја како тело на живиот Бог функционира како организм, како што функционира човечкото тело, како организам составен од многу органи, од срце, од мозок, од бубрези. Ако го извлечите еден од тие органи, ќе ја запрете функцијата на севкупниот организм. Че во тој организам никој не ја губи својата специфичност, својата посебност, зарад едноста на Светата Црква Божја, ниту пак може да се издвои во нешто посебно и автономно, функционално наспроти сите други личности на луѓето или личностите или и постасно, личноносно разбраните народи и племени. Така функционира Светата Црква Божја, поради што во неа нема место за каков годен национализам. Национализмот е убиствен за Светата Црква Божја.
Светата Црква Божја го изблувува национализм. А гледайте, на парадоксален начин непријателите на Светата Црква Божја ја обвинуваат Светата Црква како затврдина на национализм. Однесувањето на одредени личности во Светата Црква Божја им дава за право на црквата да ја упатат да го упатат тоа обвинување. Но мораме да знаеме дека не се што среќаваме во црквата е црква. Во црквата имате многу уфрлени елементи кои што и се туги на црквата и кои што имаат за цел да и го одземат идентитетот на Светата Црква. И тоа треба да го знаеме и од тоа треба да се чуваме. Црквата си има своји надворешни, но и безброј многу внатрешни непријатели. Едни од тие жестоки непријатели на Светата Црква Божја се шовинистите, националистите, кои што, например, кога го разгледуваат прашањето на Македонската православна црква, не допуштаат освен македонци други народи да бидат составен дел на незиното тело, на незиниот богочовечки организм. Но ние знаеме дека има многу такви луѓе меѓу нас. Треба жестоко да се справувам со силата на божествената вистина. Во црквата Божја и под капава небеска има место за сите луѓе и за сите народи. Амин.